Живописно и сончево. Исправен на диглолисните беровски шуми, манастирот Свети Архангел Михаил го собрал сиот небесен спокој. Во тишината на старата црква, која постои од 1880 година, живеат 3 монахиња и 2 искушенички. На нејзиното осветување присуствувал и просветителот Јоаким Крчовски. Од првобитниот иконостас сочуваана е само една икона со представата на светиот пророк Ное, дело на иконописецот Георги Велјанов од Струмица, изработена во 1818 година. Од 1899 до 1920 година во манастирот работел изографот Гаврил Атанасов Беровец. Целивната икона Успение на Богородица е дело на зографот Григорije Пецанов од Струмица, изработена во 1878 година. И од манастирот ќе ви кажат дека присуството тука раѓа чувство дека се наоѓате во свето пристаниште, некаде на крајот на светот, соочени единствено со себе, небото над себе и земјата на која стоите пред лицето на живиот Бог. Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Светилнику на православието, тврдино на црквата и учителу. Столетните борови, ливадите и пасиштата кои широко се распостелени над релјефот збогатен со лековити билки и шумски плодови, близината на реки, езеро и планинско сонце создаваат неверојатна хармонија на спокојство и уживање. Чудотворче Григорije, слава
Svetogorska i propovedniku na blagodata. Moli go Boga neprestajno, da ih spasi duši te naši. Premudrost prostu pridite poklonim sja i pripadem ko Hristu. Spasini Sine Božji, vosjati diven si. I pojuštija ti, Hristos voskrese iz smrtiju smrt popravi. Влезот низ големата дрвена порта ги отвара дверите на една друга димензија, светот на молитвата. Доминантниот голем трем на црквата доминира во зелениот двор. Дрвото, обликувано во староградски стил, ја истакнува разиграноста на манастирскиот конак. Да внимаваме, мир на сите. И духови Твоему, прокимен глас четврти, кон светиите што се на земјата и кон Твоите избраници, Господи, упатена е сета моја желба, секогаш го гледав Господа отионе од мојата десна страна и никогаш нема да се поместам. Премудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните ќе се чита. Да внимаваме. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Интересна е приказната на создавањето на манастирот. Љубовта кон верата, љубовта кон татковината и непокорниот дух на младата Евгенија, која била и првата монахиња во овој манастир, се раскажува и денес. Ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори. Штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не се гордее, не прави ништо недолично.
Црквата Свети Архангел Михаил е изградена 1818 година за време на османлискиот период. За време на османлискиот период во оваа околина немало црква и се собрале повеќе постари луѓе и отишле кај валијата кој имал седиште во Радовиш и побарале дозвола за изградба на црква. Тој им дозволил, меѓутоа им поставил 3 неверојатни услови. Првиот услов црквата да ја направат за 40 дена. Вториот услов црквата да биде вградена внатре во земјата, да не е повисока од тој дел од патот. И третиот услов попот имал многу убава керка, требала да замине во харемот кај валијата. Се сложиле беровчани, се собрале сите, мажи, жени, деца, работеле деноноќно и на вистина ја направиле црквата за 40 дена. Ке влеземе внатре во црквата, ќе видите дека е вградена внатре во земјата, не е повисока од тој дел од патот, меѓутоа ако требало да се исполни третиот услов, да отиде керката на попот во харемот кај валијата, таа не сакала да си ја смени верата и избегала најблиску и било Кјустендил. Се налутил валијата, го затворил попот, го мачел, мислејќи дека така ќе ја намами девојката да се врати. Меѓутоа таа не се вратила. По 3 години губиваа тогашниот валија, на негово место доаѓа друг, и тогаш се враќа попот дома, тогаш се враќа и неговата керка, доаѓа на овој простор, се замонашува и станува првата монахиња Евгенија. Од незиното замонашување, па се до денеска има непрестајно женско монаштво. Значи процесот си е континуиран. Едни монахињи умираат, други си доаѓаат. Дури имало, многу бил богат манастирот со монахињи, дури имало до 80 монахињи. Во денешно време сега сме 3 монахињи и 2 искушенички. Кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови. Длабоко во тишината на манастирот Свети Архангел Михаил ќе откриете дека и каменот има душа, дека и каменот има боја, димензија, живот. Гласната тишина ја разбива звукот на каменот кој се крши, пинцетата која вешто го држи и лепејки го му дава смисла. Сестра Синклитикија со молетбена енергија вешто ги составува мозаиците кои се посебен раритет тука. Тоа е единствен манастир во Македонија во кој ќе најдете ваква уметност. Му одговори Исус и рече: Симоне, имам нешто да ти кажам. А тој одврати: Учителе, кажи. Исус рече: двајца беа должни на заимодавец. Едниот му должеше 500 пенези. Занаетот на правење на мозаици го имам научено од професорот Благоја Кузмановски, кој е професор на уметност и тоа му е главна дејност. И од него одев на часови и потоа си продолжив, го донесов занаетот тука во манастирот. И ова е единствениот манастир во Македонија каде што се изработуваат мозаици. Каде може да се набави таков камен? Дали е тој посебен Камен не е посебен, туку насекаде, например, најчесто зимаме камења луѓето што изработуваат мермери и сите тие отпадоци ние ги зимаме, ги користиме. Има златни камчиња кај што се прави ореолот, ќе видиме внатре во галеријата, тие ги порачуваме од Орсони од Италија. А таа откако влегов не престана да ги цели на нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Затоа ти велам. Иако за многумина составувањето на овие ситни парчиња со прецизност значи многу трпение, сестра Синклитикија вели дека со Божјата сила успева за кратко време да ги заврши своите дела. Големи или мали, од секој мозаик зрачи љубовта со која се создавани. А оние што седеа со него на трпезата почнаа да говорат во себе: кој е овој што и гревови опростува? На жената пак и рече: верата твоја те спаси. Па зависи од големината и дали е некој лик на светител или некоја шара. Ако е шара, тогаш е поедноставно и многу брзо се изработува. Ако е лик на некој светител, повеќе од 1 месец. Значи, мозаиците ги изработуваме со помош на молитвата. Затоа излегуваат толку убави ликовите. Без молитва нема ништо.
Да што е чудно како каменот, кој што Да, а толку дава живот. дава Да. живот во него. Господи Боже на силите, кој не удостои сега да застанеме пред Твојот свет жртвеник и да припаднеме кон Твоето милосрдие за нашите гревови и за незнаењето на народот. Во галеријата за мозаици, верниците, но и посетителите може да набават некои од делата кои пленат со топлина. Скромно распоредени низ просторот, мозаиците чудно опиваат со длабока топлина која го задржува погледот на нив со безизмерна почит. Да се причестат со светите Твои тајни, та да бидат достојни на Твоето небесно царство. Премудрост, та секогаш чувани по Твојата власт, Тебе слава да Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Сестра Синклитикија сака што поскоро да собера доволно средства за да набават клешти за да може во манастирот да воведат летен курс за мозаици, за знаењето да го пренесат на сите заинтересирани. Дрвените порти ги кријат и тајните на Светото Слово. Во молитвена атмосфера, старите книги, наредени на рафтовите на манастирската библиотека, ги кријат тајните на големите светители и мудреци кои љубовта кон Бога ја испишале низ секоја буква и секој символ. Од старите страници не бледне е тежината на мислата и силината на зборот кој раскажува за Божјата сила и љубов. Во манастирската библиотека се чуваат голем број книги и текстови од 19 и 20 век. Параклисот Свети Глигорий Палама и старец Јосиф Исихастот или Зимската црква е објектот по нов период. Комплетно е завршен минатата година. Иконостасот и целивалните се дело на беровскиот иконописец и копаничар Ванчо Чаушовски. Поради огромниот простор на старата црква и релативно ладната клима во Берово, монахините скоро 10 месеци своите црковни обреди ги извршуваат во Параклисот. Денес во манастирскиот комплекс е сместен музеј во кој се изложени фотографии, документи, географски карти и старо оружје од историјата на Малишевијата. Од источната страна на црквата се наоѓа отворена манастирската градина. Во тој дел од манастирскиот двор во 1974 година при нивелирањето на теренот се откриени 4 јами. Јамите се од средновековно словенско потекло и служеле за складирање жито. Christ,
Во манастирот Свети Архангел Михаел во Берово ке речат дека се отворени за сите добронамерници кои сакаат за момент да го почувствуваат спокојот на манастирската тишина и молитва. И сите православни христијани да ги спомне Господ Бог во царството.